Почитувани гледачи, добра вечер. Вие го следите најновото издание од Мој став на интернет фреквенцијата на М-телевизија. Зимата која полека ни надоаѓа и е на прагот со себе носи и предизвици и последици по нашето здравје. Затоа се решив во ова издание да опфатиме малку поинакви теми од досегашните. Мојот денешен соговорник е доктор Веле Тодоровски, доктор по општа медицина, со кого ќе говориме малку повеќе за сезонските грипови настинки, вируси, за аерозагадувањето и сите оние последици кои што ни ги носат ваквите состојби. Да не должам јас многу во најава, да ќе си го поздравам мојот соговорник и гостин и ќе ги почнеме темите. Доктор Веле, ви благодарам што сте дел од Мој став на М-телевизија. Добра вечер. Ви благодарам на поканата и ви благодарам што ме удостоивте на вашата фреквенција да гостувам. Јас сум доктор Веле Тодоровски, кој што најавивте, доктор по општа медицина, дел од приватната здравствена установа Сара Медикал центар наслова Црнича, и баш ме радува темата која што сте одбрале да обработуваме во текот на вечерашната емисија. Многу ме радува, се надевам дека ќе го задржиме вниманието и на нашите гледачи, бидејќи ќе говориме за доста за жал актуелни теми за кои што навистина треба да проговориме и да дадеме совети токму од професионалци и стручни лица. Јас имам три подглавја во мојот концепт, меѓутоа ќе започнеме ајде со најактуелното, сезонскиот грип. Сезона е баш на сезонскиот грип и на сите оние вируси кои што доаѓаат со самото доаѓање на зимата, па што се можеме да очекуваме оваа сезона и како да се заштитиме, односно како да се превенираат ваквите вируси и настинки. Така, една од најчестите причини за посета на општите амбуланти, односно амбулантите на матичните лекари, се респираторните инфекции од страна на сите возрастни групи, без разлика, детска возраст, училишна возраст, адолесценти, стара доба, пензионери, значи најчесто како причина е респираторна инфекција. Значи респираторните инфекции може да се бактериски, вирусни и многу често тие се преклопуваат една со друга. Ако еден пациент прележал вирусна инфекција, многу лесно може да накалеми и бактериска суперинфекција, односно да накалеми бактериска инфекција поради пат на имунитетот. Тука се алергиите, да не ги заборавиме, и како што кажавме, и аерозагадувањето, особено во урбаните средини како Скопје, кое што навистина е отежнителна околност и само ги отежнува процесите на опоравување, односно закрепнување од инфекција. Така, кои се првите симптоми на сезонскиот грип? Како да препознаеме кога ние сме со сезонски грип заразени? Првично да дефинираме сезонскиот грип. Тоа представува вирусно заболување, предизвикано од вирусот на грип, односно инфлуенца вирусот. Тој вирус е составен од два типа: инфлуенца А и инфлуенца Б. Инфлуенца А, како вирусна настинка, тој многу има склонност да мутира, односно да се менува неговиот генетски материјал, што го прави, да кажеме, малце поотпорен на процесот на имунизација. Мора еднаш годишно пациентите да се имунизираат, поради тоа се тие кампањи вакцинација против сезонски грип. Како се пренесува? Значи се пренесува преку зборување, преку кивање, преку кашлање, односно аерокапково. Пациентите имаат висока шанса да се инфицираат во затворени простории, како што се ресторани, молови, работните простории, каде што помалку се ветре. Да не ги забораваме сега зимските месеци и просториите кои што се загреваат со вентилационите системи, колку тие редовно содржуваат. Од симптоми, значи тука се, да кажеме, општите симптоми: една слабост, малаксалост, треска. Треската значи може да биде измеѓу 37 целзиусови степени до 39, значи зависно која ранлива група ја опфаќа. Потоа се жалат пациентите на катарални симптоми, односно симптоми на воспаление на горно-респираторниот тракт, значи едно течење на нос, потоа слевање на тој секрет зад носот, па тој причинува подоцна кашлица. Тука е воспалението на конјунктивите, односно конјунктивитот, воспаление на грлото, фарингитот. Значи тоа се едни, да кажам, спектар на симптоми кои што кај секој пациент различно се манифестираат. Значи тоа се подразбира дали е подлога пушач, дали е подлога алергиската конституција на некој пациент, односно дали тој пациент има некои претходни алергии. Значи тоа се симптоми кои што доминираат. Најчесто се, да кажеме, општи и неспецифични.
Значи не се баш онакви симптоми како да кажеме како е жолтица, жолтило, па ќе кажеме одма карактеристични, ова се општи неспецифични симптоми. Така, токму паѓајќи од таквите симптоми како да разграничиме? Еве ние имавме и за жал епидемија, пандемија со COVID-19, имаме постојано настинки, како да го разграничиме сезонскиот грип од COVID пандемијата, од настинките, од тие вирусни заболувања? Кој ќе збориме за вирозите, COVID-19 инфекцијата и сезонскиот грип. Тоа е многу тешко да се разграничат, бидејќи симптомите се исти. Така. Клиничката слика е иста, а аускултаторно кај пациентите или се среќава или можеби да не се среќава, на слушалката не се слушне нешто специфично, но пациентот се жали. Кажува имам висока температура. Значи прво после прегледот и анамнезата се праќа пациентот да направи лабораторија. Значи самата крвна слика си има свои параметри. Значи имаме диференцијална крвна слика, тоа се крвните клетки, леукоцитите, значи што викаме првата брамбена линија. Потоа гледаме седиментација на еритроцити, тоа е исто важен параметар. ЦРП-то, сигурно сте чуле, C-реактивниот протеин кој што се ослободува од црниот дроб. Значи тие некои параметри ни помагаат првично да разграничиме дали е бактеријска или вирусна инфекција, во кој правец да се оди лекувањето. Подоцна имаме пософистицирани тестови, молекуларна диагностика, значи како што знаеме PCR тест што се правеше за време на COVID-19 инфекцијата, сега секоја лабораторија нуди пософистицирани тестови каде што имаме 19, 20, 40 респираторни патогени, односно причинители на болест и се прави една диференцијација, дали е вирусно, дали е бактериско, кој е вирусот, се зависи нели од начинот на работа на еден лекар. Така, каква е свеста на на луѓето кои што се заразуваат токму со ваквите вируси и настинки, доаѓаат ли во ординација? Бидејќи знаеме малку поодамна како да си земавме на своја рака да се лекуваме дома, каква е денес свеста? Еве ќе споменеме тука и вакцинацијата на возрастните групи, на возрастната група над 65 години, каков е сразмерот помеѓу возрастните групи, се вакцинираат ли луѓето? Еве токму од вас. Првично да кажеме за лекувањето. Се тоа до ниво на поединец, како тој е научен. Генерално пациентите првите неколку дена пробуваат сами да се излекуваат. Дали тоа симптоматска терапија, нели различни чаеви, хидратација, подигање на имунитетот во домашни услови. Значи, што препорачувате, ќе ве прекинам, извинете, како општ доктор, дали е потребно веднаш да се дојде на преглед или значи зависно која е возрастната група. Значи првично пациентите си го познаваат сопственото здравје. Има пациенти кои што веднаш даваат силна клиничка слика, кои што се склони да развијат, да кажеме, средно тешка инфекција, а има пациенти кои што кажуваат јас го одржав на нога, нема потреба да дојдам, знам што треба да преземам. Значи се е тоа индивидуално. Ние како лекари си ги познаваме пациентите кој до која мера може да издржи, да кажам. Значи се е тоа до индивидуално ниво. Како еден пациент е научен. Тоа е веќе дел од здравствената култура и тука би кажал поделени се пациентите. Има некои кои што се отпорни, имунитетот им е подобар, некои кои што имаат послаб имунитет, се е тоа до ниво на поединец. Ајде за вакцинацијата, каква е? Така. Значи вака сега јас за бројките, ова се статистички од Институтот за јавно здравје. Значи вкупно од ризичните групи се вакцинирани околу 69.000 пациенти. Од комерцијални вакцини, односно вакцини кои што се наменети во тие ризични групи, значи пациенти кои што сакаат да се вакцинираат, 1713 вакцинирани пациенти. Ризични групи знаеме кои се. Значи ризични групи се малите деца, потоа бремените жени, возрастните над 65 години, лицата со малигнитети и лицата со хронични болести. Значи тие се тие групи кои што се опфатени со таа, да кажам, вакцинација бесплатна за сезонски грип и плюс пациенти кои што на личен избор одат да се вакцинираат. Значи вакцинацијата е некаде околу 70.000 вакцинирани пациенти за сезонски грип, што е навистина, мислам, колку вакцинацијата нуди заштита и заштитиот? Значи вакцинацијата не нуди 100% заштита. Вакцинацијата обезбедува имунитетот да се запознае со тој, да кажеме, вирус, телото да си створи заштита и
следната средба кога ќе има со тој вирус да биде, да кажем, умерена. Да биде на ниво на настинка, односно да кажем и течеше носот, а да не биде тоа со тешки компликации. Односно ќе кажеме кои се компликациите на сезонскиот грип, дека дека тој има и, да кажеме, тешка клиничка слика. Не е само лесна клиничка слика, кој што претходно кажав, течење на нос, потоа солзење на очи, кашлица, кивавица, болно грло, туку тој може да направи покрај воспаление на горните респираторни патишта и воспаление на долните респираторни патишта, значи тука е пневмонијата, да кажеме дека бронхопневмонијата знае да биде, како да кажеме, преку ног да се смени клиничката слика. Вчера се чувствував многу добро, ми беше многу одлично, јас си легнав, утре дента станав, јас имам температура на 39, не можам да дишам, отежнато дишам и тие пациенти веднаш на рентгенграфија се гледа наодот дека имаат бронхопневмонија, односно имаат воспаление на белите дробови, што е компликација. Значи, компликациите се исто така, енцефалит, воспаление на мозокот. Да не се заборави дека тука може да настане воспаление на срцевиот мускул, значи вирусот циркулира низ телото и одбира слабата точка на макинот. И таа е. Така, кои категории овде се така загрозени токму од ваквите компликации? Децата до 2 години, бремените жени, потоа возрастните над 60 години. Групи. Така, имаме исто така хронично болните со хронично обструктивна белодробна болест, астма. Па тука се пациентите со малигните неоплазми. Значи тоа се тие групи кои што се најизложени на ризик од развивање тешка форма на инфекција. Така. Велиме сезонски грип, колку, односно на што најчесто еве се жалат моментно вашите пациенти? Секоја посета во амбулантата е, да кажеме, симптом кашлица. Пациентот се жали на продуктивна кашлица, односно има искашлук, исфрла секрет од своите дишни патишта или сува кашлица. Многу често таа сува кашлица знае да биде пролонгирана. Затоа сакам да кажам, кашлицата е рефлекс. Исфрлање на надразнителни честички од респираторниот пат. Значи тоа е заштитен одбранен механизам. Но во случај на инфекција таа е изразена и кашлицата ги плаши пациентите. И затоа ќе кажат: јас кашлам во текот на ноќта и над 10 пати. Односно имат интензивирана кашлица пред да заспиат и откако ќе се разбудат. Токму тој, да кажам, синдром на постназален секрет, односно секрет зад нос, кога ќе се разбудат мора да го исфрлат од своите дишни патишта. Значи кашлица. И таа има различна класификација, може да ја кажеме. Значи акутна кашлица, таа си трае меѓу 2 до 3 недели, потоа имаме субакутна кашлица меѓу 3 и 8 недели и хронична кашлица, пролонгирана кашлица над 8 недели. Значи тоа си има различни причинители. Значи кашлицата не е доминантен симптом, да кажем, на горна респираторна. Така, кога говориме за кашлицата, во мојот концепт е и големата кашлица или пертусис, за која што имавме и епидемија прогласено, мислам дека на ниво тоа е бактериско. На Скопје. Тоа е бактериско заболување. Како да ја разликуваме големата кашлица? Значи детето кашла со напади на кашлица, се црвенува. Тоа е баш на кучешко кашлање. Се препознава по тоа што кашлицата може да биде до 30 напади на ден. Но, да кажеме, склони се кон развивање на инфекција децата кои што не се вакцинирани според задолжителниот имунизацијски календар. Значи, многу е често, јас во мојата пракса, во текот на оваа година имав пациенти со изолирана бактерија, која што е причинител нели на големата кашлица. Тука е малце сега диагностиката, да кажам, мед со две острици. Се испитува, значи, серологија, односно се испитуваат антитела кон прележана инфекција. И сега не знаеме дали од скорешна вакцинација или од прележана инфекција. Ја имавме големата кашлица, тоа е заразно заболување подложно на пријава од страна на матичните лекари во центрите за јавно здравје и можам да кажам дека мене ме изненади тоа што во 21 век, од 2024 година, имаме појава голема кашлица која што би требало да биде ерадицирана. Ви изненадува ли фактот што дел од родителите и не сакаат да ги вакцинираат своите деца? Така, тоа е доста чисто прашање, дали да ги вакцинираме сопствените деца. Лекарите се за вакцинација. Значи, се должи на ниската информираност. Информираност од погрешни извори. Интернет пребарувачи, форуми, фејсбук групи, значи тоа се се, да кажеме, непроверени извори на информации. Значи, ќе се каже дека има студија, од таа студија произлегло нешто, но никој не ја продлабочува, нели, која е заднината. Зошто се создава тоа антивакцерско движење?
Се вакциниравте ли вие за COVID-19? Да. Јас како лекар си имам вакцинирано, значи и прележав, но секако беше тоа поболка форма на инфекција. Вакцинацијата е, сакам да кажам повторно, личен избор на пациентот, родителот одговара за своето дете, но според мене не треба детето да биде изложено на заразни заболувања кои што се одамна искоренети и кои што ние пополека не само во нашата држава, зборувам и на територија на Балканот, во рамки на високите развиени држави, стапката на вакцинација е од просекот. Тоа е веќе сериозно. Кај дечињата кога говориме. Кај дечињата, значи збориме за редовната вакцинација. Епидемијата со пертусис не го промени тоа? Не. Повторно ќе кажам, засилените контроли по градинките, нели самите матични лекари. Така, градинките че нам забранија невакцинирани така, дечиња, да. Сепак мислам дека се е тоа став на родителот. Одлука на родителот, значи тоа е секако избор. Матичниот лекар тука да посоветува од медицински аспект, така, но сите други одлуки ги носи родителот. Јас сум за вакцинација, секој дете се вакцинира, пред вакцинација си го прегледуваат, и ние си имаме практика како матични лекари, детето да си го прегледаме пред да оди на редовната вакцинација, да направи крвна слика. Значи дете здраво се вакцинира. Ги советувате ли родителите? Да. Јас како матичен лекар во мојата практика гледам да го воведам тој момент на здравствена едукација на пациентите, значи објаснување аргументирано зошто е тоа добро за неговото дете, што може да се случи доколку не се вакцинира тоа дете. Значи сега гледаме дека има некои законски регулативи во однос на невакцинираните деца, дека тие не може да се запишат во училиште, не може да посетуваат градинка. Значи сето тоа, да кажам на некој начин, ги принудува родителите да размислат два пати пред да донесат одлука. Сепак, последниот збор го донесуваат тие, така. Зимата несомнено ни го носи и аерозагадувањето. Денес сме сведоци на еден протест кој што се одржа во главниот град токму по ова прашање. Ситуацијата чинам дека веќе е алармантна. Какви последици по здравието носи загадувањето на воздухот, доктор Пеле? Носи огромни последици и самите читаме и знаеме. Живееме во време на експанзија на социјалните медиуми, на интернетот, значи гледаме дека тоа прави, да кажам, последици на сите органски системи. Не само на респираторниот систем, кардиоваскулаторниот систем, гастроинтестиналниот систем, нервниот систем. Да не зборуваме дека тоа доведува и до промени во менталното здравје на пациентите. Стапката на депресија, анксиозност е повисока во овие месеци. Така, прочитав и за луѓето диагностицирани со диабетес дека така влие, значи го засилува автоимуниот одговор кај пациентите. Луѓето заболени од тироидни заболувања имаат поизразени симптоми и знаци, потоа да не зборуваме за кардиоваскуларните заболувања, хипертензијата влие во секој аспект, на секој аспект на здравјето. Аерозагадувањето, да кажеме, воздухот сите го дишеме, сите придонесуваме кон тоа аерозагадување. Значи да поедеме првично од користењето на стари возила, нерегулираните домакинства со огревно дрво, претираната урбанизација, нема струење на воздухот. Значи Скопје секогаш имало, да кажеме, проблеми со аерозагадувањето, но последните години и самите гледаме преку нашите паметни телефони, преку апликациите, која е стапката, кои се бројките и дека ние се бројуваме во најзагадените градови во светот, што навистина страшен епитет. Како загадениот воздух влие на дечињата, на повозрастните категории, на групи, што точно предизвикува сериозни здравствени последици? Значи, првично, како што кажа, самите инфекции потешко оправување, влошување на веќе постоечките состојби. Да не збориме за стапката на појава на други болести. Бремените жени, да не зборуваме за предвремено родени деца, спонтани абортуси. Значи тоа се се компликации кои што настануваат и кои што се научно потврдени, никој не ги измислува. Стапката на малигнитети кои што се појавуваат. Стапката на белодробен карцином кој што ни се во последно време. Значи тоа се последици на аерозагадувањето. Тоа прави долгорочни последици. Значи тоа е акумулација, да кажеме, на собирање постојано. Ние го имаме и во летните месеци и во зимските месеци и тоа само влие на долгорочни стази
до еволуција. Сметате ли дека обичниот граѓанин, луѓето кои што се лаици, се свесни за ваквите сериозни здравствени последици кои што ги остава загадениот воздух, или некако оставаме ајде што и да се превземе, какви владини напори да се направат, тоа е што е, некако си оставаме сами на себе ситуацијата? Свесни ли сме на вистина за штетноста на воздухот? Јас мислам дека генерално младината се освестува, па и повозрастната популација е свесна, значи тука јазот на генерации е пресуден. Јас мислам дека се освестуваме, но доцна се освестуваме. Треба да се освестиме, бидејќи овој воздух сите го дишаме и не е само воздух на мој воздух како лекар, јас го дишам поинаквиот воздух, или дека нели направите за пречистување на воздух, да, во домот ќе имам направа за пречистување на воздух, но јас надвор од домот го дишам истиот воздух што го дишат и другите сограѓани. Значи треба да биде колективната свест на едно повисоко ниво. Треба да се организираме. Мислам да се организираме самите на тој начин што ќе превземеме чекори за освестување. Значи ета, претходно, мислам бевме сведоци на протести, тоа се е нормално, легитимно право да се изјави револта преку протестни маршови. Так. Јас сум да се освести првично самото население, да знае кои се ефектите на тоа загадување и да се направат нели стратегии и самите значи владата, Министерството за животна средина, мислам тоа е едно, да кажеме, тоа е ланец. Така, се почнува и завршува со нас како поединци. Имаме ли добри примери од практиката во заштита, во насока на заштита на здравието од загаден воздух? Од практиката ги советувам јас пациентите, и јас гледам да го применувам тоа, да носам заштитна маска овие месеци, кога ќе излезам надвор од домот, бидејќи на вистина се чувствува загадениот воздух. Не можеме да кажеме дека не е загаден воздухот. Значи воздухот има боја, има мирис, и самата маска, да кажеме на некој начин, или трослојна маска, или мислам зборам за N95 маските, кои што имаат нели филтер на заштита од тие PM чистички, е добар начин на заштита. Потоа проветрувањето искрено, сега кога го проветруваме, сепак и тоа е да се насмееме, вели не знам каде е позагадено ако проветрам, дали дома, дали надвор. Сепак јас стојам покрај тоа дека треба да се проветруваат просториите. Така, задолжително. Кога се гледа самата статистика, значи кога е најзагадено да се избегнува движењето надвор, особено за ризичните групи. Астматичари, зборам хронично обструктивна белодробна болест, тие кои што може да имаат нели влошување на нивната состојба. Значи тоа е тоа. Ограничено движење, користење на заштитна маска, ветрење на домот, одење на планина, значи секој можен момент да се искористи, да се оди на некоја место каде што воздухот не е толку загаден, планина или село. Релативно краток временски период сте како општ доктор, меѓутоа нешто надвор пред камерите споменавме колку медицината си бара посветеност, колку си бара труд, има потребна работа. Со какви предизвици се соочувате? Еве помина пандемијата на COVID-19, вие работите и со пациенти секојдневно, па моето прашање е со какви предизвици се соочувате во денешното современо живење како еден млад доктор по општа медицина? Така. Првично, младиот лекар бара, да кажеме, постојано да има континуираност во неговата едукација, што е, и да кажеме, еден од основните предизвици на секој поединец, да се образува, за да придонесе на општеството. Так. Јас како млад лекар, првично, искуството, нели, се стекнува со време, па тука не идува секој млад лекар на тоа, тој е млад, нели без искуство, но со тек на времето и самите пациентите прифаќаат. Бидејќи ти си лекар, ти си тука да им помогнеш, а искуството го стекнуваш со тек на работењето. Значи, колку е важен пристапот кон самиот пациент? Значи, тука холистички пристап, не треба да се гледа пациентот како еден орган, туку треба да се гледа сите аспекти на здравјето. Значи, тука е психолошкиот момент, тука е биолошкиот момент, значи тоа е холистички пристап, од сите аспекти да се разгледува состојбата. Значи да се пристапи преку разговор, значи веќе пациентот со тек на време го сознаваш карактерните особини, како може да му пристапиш, многу е важен начинот на комуникација. Значи да се сведе на ниво на пациент, со разбирлив вокабулар да му се изразиш, да биде, ако има нешто да се соопшти на
на одредено ниво кој што нема да засегне неговата ментална состојба, нема да придонесе тој да биде со нарушено подоцна психичко здравје, да му се помогне. Значи да се научи, да се едуцира пациентот. Тоа е многу важно, мислам, да се едуцира пациентот. Првично, за антибиотиците, значи. Дека антибиотикот, доколку не е бактериска инфекција, може само да го влоши имунитетот. Пушењето, значи, дека е штетно, но дека треба постепено да се одвикнува од пушењето. Да не зборуваме нели за другите, значи користењето на лекови за смирување. Дека и тие се исто така да кажеме меѓу најкористените медикаменти во здравствениот систем, кој ќе се види статистики што се нели анксиолитици и така натака, значи да се каже. Сето ова спаѓа во доменот на општиот доктор, на матичниот лекар. Значи да, се спаѓа во доменот на матичниот лекар. Колку пациентот се чувствува близок до матичниот доктор, да му се довери, еве кажавте тука и психолошкиот аспект, да му се довери, да му сподели за неговиот проблем за првично наоѓа на отпор, кога ќе сретне дели нов лекар. Затоа да кажам, се гради една врска на доверба. Тој пациент мора да стекне чувство на доверба во неговиот лекар, да може да му го каже тоа што го мачи, да не најде на осуда. Значи да нема осуда. Лекарот не треба да има предрасуда за ниедна здравствена состојба, за ниедно нарушување. Пациентот треба да го сослуша. Најважно е сослушувањето. Анамнезата е, да кажеме, 50% од дефинитивната диагноза. Пациентот кога ќе го сослушаме, ние ќе знаеме што е коренот на проблемот. Да го решиме проблемот, а не да ги решиме, да кажам, последиците. Секој може да, како што кажав, значи коренот е, да кажеме, диабетот, недиагностициран диабет, а пациентот да се жали на зачестено мокрење, зголемена жет, зголемен апетит. Значи тоа се некои работи со слушувањето. Според мене е клучно да се сослуша пациентот. Има ли матичниот доктор свој матичен доктор? Тоа прашањето така. Најчесто сме си ние самите на себе. Сме си ние самите на себе, но сепак јас за себе се консултирам со моите колешки. Така, каква е соработката со повозрастните колеги? Вие сте навистина млад човек кој што тек допрва и се надоградува во професијата која што ја одбира. Стекнувате ли, ви пренесуваат ли знаење, може би повозрастните колеги отворени ли сте за соработка? Генерално да. Соработката и со младите колеги и со повозрастните, значи се е тоа до, да кажеме, индивидуално. Како ќе се пристапи? Секој треба да знае дека има најдобар и од недобриот, дека не сме ние конкуренција, дека ние сме еднината, нас треба да ни се пренесе знаењето, искуството се гради нели на споделување на клинички искуства, како да се работи со пациентите, тоа е вештина. Сепак јас мислам дека со тек на времето сите млади лекари ќе сватат дека треба да сме несебични во споделувањето на знаењата, да имаме една взаемна соработка и да ги слушаме постарите, да нема суета, да нема навреда дека критиката е добро дојдена, само да е конструктивна, да не е злонамерна. Колку, доктор Веле, медицината денес во 21. век во едно вакво брзо модерно време и живење е предизвик да се изучува како професија? Првично самите студии бараат големи жртви. Алудирајќи токму на тоа. Така, 6 години трае факултетот, потоа нели уште 6 месеци таа приправничка работа пред полагање на државниот испит, потоа уште 6 месеци нели уште една пракса, значи тоа се 7 години, да кажеме, едукација. Да не зборувам од после лиценцирањето, стекнувањето на основна лиценца, секој млад лекар има стремеж да специализира нешто. Значи тука е континуираната медицинска едукација, која што е услов на секој лекар, постојано да се едуцира по стручни состаноци, симпозиуми, конгреси, постојано да пишува трудови, да објавува, постојано мора да дава огромен дел од своето време, значи од текот на денот на медицината. Треба да се сака и треба со нејзе да се живее. Што беше пресудно да се одлучите токму за медицината? Хуманоста. Јас од секогаш сум сакал да помагам. Сум сакал да дојдам до решение, бидејќи јас како пациент сум бил сведок на тоа како не треба да се пристапи. Одлично.
Многу ви благодарам што бевте дел од мој став. Овде полека ќе го заокружуваме нашиот разговор. Отворивме доста важни и актуелни теми. При самиот крај јас сакам да им порачам нешто на нашите гледачи кои што ќе го погледнат ова интервју. Еве дали ќе биде тоа некоја препорака совет во врска со сезонскиот грип, во врска со вирусните инфекции, денес со аерозагадувањето, можеби како да се заштитиме полесно, препорака, совети, полека ќе го окружуваме така. Општите совети, како и секогаш, да си го држуваме имунитетот во еден оптимум, постојано да си внимаваме на здравјето, значи да си несуваме течности. Овошје зеленчук, значи витаминот Д е многу важен. Мора да се нагласи важноста на витаминот Д. Доколку лабораториски докажан дефицит да се зима суплементарно. Знаеме дека ние имаме сега помалку сончеви денови, значи во текот на зимските месеци витаминот Д е многу важен. Цинкот, витаминот С, значи да се дел од нашето секојдневно земање на суплементи витамини. Потоа физичката активност, одржување на нормална телесна тежина, да не заборавиме редовните контроли. Лабораторија еднашка на 6 месеци да се прави. Потоа во однос на респираторните инфекции, доколку сме болни, да бидеме на дистанца, да не го загрозуваме другиот во наша близина на инфекција. Да се проветрување, значи зборувам. И специфичните мерки, тука е вакцинацијата, како што е против сезонски грип, COVID-19, тоа нели вакцина на личен избор на пациентите. Значи... Многу ви благодарам уште еднаш што отворивме вакви корисни теми. Ви благодарам за сите корисни совети и препораки. Се надевам на долгорочна соработка со вас како еден професионалец. Ви посакувам успешна работа со вашите пациенти. Ви благодарам многу на поканата. Имете убава вечер. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вниманието. Со доктор Веле Тодоровски, доктор по општа медицина, отворивме доста корисни, актуелни, важни теми. Дадовме низа совети и препораки токму за сезонскиот грип, за вирусните инфекции, нешто повеќе за аерозагадувањето, за големата кашлица и сето она кое што не засега токму нас, а несумнено тоа е здравието кое што навистина не е на прво место. Ви благодарам уште еднаш за вниманието, ве поздравувам овде и се гледаме за 7 дена од сега.